Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за образованието. Непосреден повод за оваа тема е вчера објавената ранг листа на 2000 најдобри универзитети во светот, на кои најреномираниот и најстар универзитет во земјава, Свети Кирил и Методи, се најде на 1990 место. Во првите 5 и годинава се најдоа Харвард, МИТ, Стенфорд, Кембридж и Оксфорд. Ако е за утеха, зад нас, односно на таа листа нема ниту еден универзитет од Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина. Меѓутоа, далеку пред нас се Белградскиот универзитет, универзитетот во Загреб, грчките и бугарските универзитети. И да ви го представам нашиот денешен гостин, тоа е Стефан Симовски, професор по германски јазик и книжевност. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Како би го прокоментирале кусо ова стоење во место, односно непоместување од мртвата точка на Свети Кирил и Методи, универзитетот кој ете со години некако не може да се избори за подобро место на таа ранг листа, на Шангајската листа, кога се зема во предвид квалитетот на образованието? Па, јас мислам дека во оваа сфера влијание големо има отворањето на многу приватни универзитети, при што нели оној квалитетниот кадар кој што го има на универзитетот Свети Кирил и Методи веќе нели со години е префрлен нели за подобри нели финансиски средства на тоа. Значи самото појавување на повеќе приватни универзитети нели за една мала земја, тоа е вистинска, како да речам, вистинска катастрофа. При рангирањето, универзитетите и колеџите се оценуваат според неколку фактори. Факторот образование, можноста за вработување, наставата и истражувањето. Така што, еве, од минатата година во мај добивме нов ректор, ново раководство на УКИМ кое си зема за задача, една од првите цели кои ги поставија беше подобрување на таа позиција на Шангајската ранг листа и на другите меѓународни реномирани селекции и рангирања. Меѓутоа, еве, некако тешко ни оди. Вие одблиску ги следите сите реформи или импровизации, би рекол, што ги прави Македонија во изминатите 3 кусур децении самостојност. Зошто во образованието ни оди се полошо и полошо? Колку повеќе реформи правиме, толку полоши резултати покажуваме на сите реномирани тестирања. За жал, вистината е таква, состојбата која што имаме во образованието, да, на вистина 20 години Македонија прави реформи, меѓутоа за жал тие реформи не допираат во суштината на образовните проблеми. Например, еве, последната реформа која што е направена во образованието е во основа е проблем бидејќи реално Македонија не е подготвена да има таков кадар како што налага таа реформа, например за спојувањето на предметите. За спојувањето на предметите. Ајде, со ред. Вие пишувате и колумни на темата образование и реформи во образование. Во една од вашите колумни се осврнавте на тестирањето на ПИСА, тоа е меѓународно тестирање на средношколци од целиот свет. Македонија досега 4 пати учествувала на тие ПИСА тестирања. 2000-та година, 2015-та, 2018-та и 2022-та година. Последните резултати од 2022 тестирањето беа објавени минатиот декември. И на тој резултат покажавме дополнителен пат од 2018-та, дополнително влошување. Може ли на почеток да објасниме што значи ПИСА тестирање и како се спроведува тоа? ПИСА студијата е референтно меѓународно тестирање, кое што се одвива по 3 дисциплини. Не можеме да кажеме предмети, затоа што се дисциплини, значи читање со разбирање, природни науки и математика. Што значи читање со разбирање? Читање со разбирање значи, например, ако имате одреден текст од да речеме од мајчин јазик, кој што треба нели да го разберете, потоа да одговорите на прашање. Имате категоризација од нели на прашањето од затворен тип, отворен тип и оние со повеќе кратен избор. Така што врз основа на тоа вие одговарате на повеќе типови на
на прашање врз основа на тоа дали она градиво вие кое што сте го научили или кое согласно наставната програма, дали можете да го примените во реалниот свет, нели она што на вас ви треба фактички за понатаму во животот. Така што Македонија кој земемо на 2000 година кога тоа тестирање било пробно, значи од 2015 наваму 2015, 2018 и 2022 тоа е поместено нели поради пандемијата од ковид, така што беше инаку на 3 години оди, да, бидејќи во целиот свет нели имаше тие корона мерки, така што сега следното ќе биде 2025. Секое тестирање се дава акцент на одредена дисциплина од тие категории, така што во 2022 беше математика. 2022 беше математика, 2025 ќе бидат природни науки. Може би за тоа поминавме полошо. Во основа азиските земји во однос на математика секогаш котираат подобро од Европа. Гледате Сингапур е на прво Макао, место. Кина и веднаш за нив Сингапур па Јапонија. Зошто што прават подобро кинезите, сингапурците и јапонците од нас кога станува збор за математиката? Не можам тоа да го знам, не сум запознат со азискиот систем на образование, но со европскиот сум запознат многу добро. Така што не можам да кажам, но меѓу првите 6 земји во светот се азиските земји дефинитивно на PISA студијата. Најдобрата европска земја која што котира се Естонија и Финска. Естонија и Финска, веројатно нешто за нивните модели на образование ќе можеме да спомнеме во подоценичниот текот разговорот. Само уште малку околу PISA. Рековте дека прашањата што се дадени таму, тестот трае неколку часови. Тестот трае 2 часа. Во последното тестирање од Македонија биле опфатени 6610 ученици од 111 средни училишта. Од отворен тип се прашањата? Тестирањето не се сите од отворен тип, има со повеќе избор, има од отворен тип и има од затворен тип. Така? Така што тестирањето на PISA се врши во целиот свет. Значи кога се смета кога завршуваат со задолжителното образование, значи на крајот задолжителното образование, бидејќи не е секаде во свет средното образование задолжително. Добро. Затоа се земаат ученици кои што се на возраст 14-15 години, нели има различни образовни системи, 8-летка, 9-летка и така натаму, секоја земја има различен образовен систем. Значи наши ученици биле прва година средно. Сите тие што се тестирани се прва година средно. Значи на таа возраст некаде 14-15 години и при тоа постои избор, значи која категорија на ученици треба да бидат земени, нели колку што се со петки, колку одлични ученици, колку многу добри, колку добри, колку доволни. Значи треба да бидат застапени сите типови на оценки кои што ги имаат. Ми падна во очи соопштението од Министерството за образование и наука, кога беа објавени во декември минатата година резултатите, на нивната интернет страница и сега стои соопштението кое почнува вака: негативните последици од пандемијата со COVID-19 врз квалитетот на образованието во глобални размери ги потврди и меѓународната PISA студија што беше спроведена во 2022 година. Сакам да кажам, си најдовме веднаш оправдание во COVID кризата. COVID кризата, пандемијата и тие неколку месеци на целосно затворање, на карантин, на учење од дома се причина и повод за лошите резултати на тестирањето. Може ли овој аргумент да биде издржан со оглед на тоа што пандемија имаше секаде, не само во Македонија? Аргументот не може да биде издржан затоа што ковид криза имаше во целиот свет. Во многу земји, посебно во азиските, имаше ситуација каде што имаше и подрастични мерки отколку во Европа. Значи, дури и многу европски земји, оние високо индустријски развиени европски земји имаат дури и подрастични мерки од Македонија. Така што да, учењето од дома има одредени последици, затоа што училиштата не беа доволно опремени со соодветна опрема нели за учење на далечина. Некои земји побрзо се прилагодија на новонастанатата состојба? Веројатно некои земји кои што образованието им беше поопремено, нели веројатно реагирале, меѓутоа факт е дека и некои други високоиндустријски земји имаат пат во однос на PISA студијата. Меѓутоа, состојбата во Македонија е загрижувачка затоа што зад нас се само Албанија и Косово. Реално. Така, рековме читање со разбирање, математика и природни науки.
радиообразовен форум подготви некои графикони, би ги замолил колегите од режијата да ги видиме графиконите и да ги прокоментираме. Резултатите кои ќе ги видиме на графиконот покажуваат дека помалку од 1/3 од македонските ученици постигнале некакви задоволителни резултати, само 9%. Еве сега ги гледаме сите графикони, малку се ситно за да ги коментираме, не ги гледаме. Еве ги зад нас, професоре. Математика, например, земји од регионот се земени само предвид. Може да се свртите малку за да ги скоментираме. Може за да ги видиме. Ете, најгоре на првиот графикон е математика, средниот е читање и на последниот графикон долу е наука. Словенија на сите три е на прво место, Хрватска на второ, Србија на трето, Грција на четврто. Бугарија, Црна Гора, зборувам за математика, графиконот, па Македонија, па Албанија, па Косово. И генерално таква е состојбата кога станува збор и за другите области и за читање со разбирање. Еве ги сега. Сега е во крупен. Сега е во ред и за гледачите да можат поубаво да го видат графиконот што го потврди Радио МОВ. Значи еве математика. Генерално и сите земји бележат пат. 2022 е со сина боја, црвена боја е писа тестирањето резултатите од 2018 година. И генерално кај сите има пат. Не можам да забележам дека негде синото е во предност, никаде сино. Значи сите ученици покажуваат полоши резултати во последното тестирање во однос на претходното. Кога станува збор за математиката, ете ги словенците на врвот, хрватите заднив, србите, грците, бугарите, Црна Гора, Македонија, Албанија и Косово. Ајде ако можеме да го видиме следниот графикон читање и разбирање. Еве го наука. Повторно словенците на врвот, еве Хрватска, хрватските ученици имаат подобар резултат во наука во 2022 во однос на 2018. Така Хрватска напредува, се гледа. Да, и Србија напредува. Да. Грција има пат, Бугарија другите имаат некоја нула. Да, овде стагнација, да, друго Албанија има голем пат, како што се гледа. И исто како и ние. Да, како Македонија, Косово, Албанија имаат драстичен пат во 2022 година во однос на дисциплината наука на писа тестирањето и еве го читање со разбирање. Повторно, сега имаме промена и на врвот. Хрватска е во предност кога станува збор за читање со разбирање пред Словенија, инаку беше Словенија неприкосновена од земјите во регионот. Србија горе, во горниот дел на табелата, Грција, Црна Гора, Бугарија, Македонија, Албанија, Косово. За Хрватска знаеме дека од 2008 година има големи реформи во образованието и сосема е очекувано, бидејќи образованието е процес кој што нели бара одредено време тие реформи да се реализираат. Во пракса, значи тоа не се случува по 1, 2 или 3 години, него тоа е процес по 20 или 30 години. Сега сметајте од 2008 значи Хрватска се започнати битни реформи, да. И почнаа да даваат резултати. И погледнете ги резултатите како котира. ПИСА е многу битна затоа што се работи за референтна студија, која што ја следи, значи не само образовните политики која што ги следи, туку која го следи и бизнис секторот. Така. Што значи тоа? Организација за економска соработка и развој, впрочем ја спроведува. Што значи оние земји кои што имаат, да речеме, релативно или нешто понизок стандард, а бизнисмените имаат интерес да инвестираат, значи во тие земји го гледаат квалитетот на образованието и што значи кога тој инвеститор би сакал да инвестира, сигурно прво би ја погледнал во регионот, да речеме Хрватска. Во случајов долгорочно, значи таму бидејќи како што се очекуваат инвестиции. Сите тестирани ученици, односно учениците, децата се нашата иднина, нели? Во сите сфери на општествениот живот. Апсолутно, тие деца понатаму треба да продолжат, нели, бидејќи се смета дека тоа е крај на задолжителното образование и се смета дека тие деца, односно тие млади луѓе, дека понатаму треба да станат компетентни личности и дека ќе конкурираат на пазарот на труд. Што значи тоа? За една земја, ако сте вие, немате резултати по математика, бизнисменот ќе гледа таму каде што има резултати по математика, така што тоа влија и на економијата во голема сфера. И сега велите Хрватска почна реформи од 2008. Јас би рекол Македонија почна реформи од 1991. Барем тој збор е многу употребуван и ние генерално како кој министер да дојде и како која влада да се промени, слушаме за реформи во образованието. Еве само за инспирација ќе ви кажам дека од осамостојувањето до сега 18 министри за образование сме имале, 33 години оваа година ќе направиме независност. Ќе прославиме на 8 септември 18 министри, ако добро, можеби резерва, но 18 се минимум, можеби се 19.
Дали станува збор за реформи или станува збор за импровизација? Бидејќи кој како дојде, се менува таа стратегија, се менува суштината, се менува целта. Имаме ли образовна стратегија издржана суштинска или тоа ни недостига? Објективно и видливо е дека да, нешто се прави, се прават некакви реформи, меѓутоа тие не допираат во суштината на проблемите на образованието. Значи, кога правите реформи, вие треба да ги најдете реалните проблеми кои што се на образованието. Например, кај нас има неколку проблеми. Едно е, значи, мора да има реформа прво на уписната политика. Тоа што се случува реално, значи се случува при уписот во средните училишта се случува едноставно само трка за оценки, која што не е трка реално за знаење. Значи се додека го има тој проблем. Нешто се направи со тоа што, не знам, средното училиште еве стана задолжително, меѓутоа повторно имате критериуми кои што ги издаваат дека во одредена поелитна гимназија, нели, вие морате да одите со одреден број на бодови кои што ти ги освоите. Во основа тоа е реално тоа е проблем, нели, и за, да речеме, и за родителите, па и за учениците. Значи тука мора да има одредени реформи, да не се сведува образованието на трка за оценки, туку да се сведува на трка за знаење. Значи првата и најбитна работа е тоа. Потоа, значи се соочуваме со уште еден проблем, тоа е долго време немање учебници по одредени предмети. Значи по странските јазици веќе 6 години или меѓу 6 и 8 години веќе нема учебници. А и тие што ги има се полни со грешки или со... Не, тие што ги има се стари, се застарени. Не зборувам за странските јазици, генерално за учебниците, кога станува збор за политиката за печатање на учебници. Меѓутоа, еве спомнавте, оградивте дека азискиот модел на образование на земјите од таму не го познавате добро, меѓутоа ја спомнавте реформата во Хрватска и оние што се први на ранг листата од Европа, Естонија и Финска. На што се должи успехот во образовниот систем на оваа балтичка и скандинавска земја? Успехот се должи на реформи кои што се спроведувани 30 години. Значи, Финска има создавано кадар 30 години која почната реформата за кој што ќе работи во основно образование. Значи програмата во Финска е реформирана согласно создавањето кадар на факултетите кои што обучуваат наставници. При тоа реформата е толку добро направена што резултатите беа веднаш видливи на последните 3 PISA студии на Финска. Во основа треба да има јасна стратегија од каде ќе почнете и до каде ќе одите. Веројатно треба да има поврзаност, интегрирана реформа на системот за образование во основно, во средно, а потоа и во високо образование. Бидејќи ние правевме некои пилот проекти, беше воведена на пример Кембридж програма и тоа само за 2 предмета во основно училиште и потоа истите основци кои учеа по Кембридж програма 2 предмета во основното училиште, кога стануваат средношколци, повторно се враќаа на старата програма. Тоа веројатно е недоволно осмислено, подготвено и испланирано. Па и тоа е голем проблем, бидејќи Кембридж програмата е соодветна за земји кои што немаат, да речеме, своја методика, односно своје учебникарство. Например, еве, ние бидејќи предавам странски јазик, значи во Македонија во однос на германски јазик има многу нели релативно малку наставници кои што традиционално Македонија нема, да речеме, свое учебникарство и едноставно ние сме принудени да земеме странски учебник или адаптирано некое странско издание за кое што мора да се бара дозвола. Сега, меѓутоа, вие да правите да земете Кембридж издание каде што за предмети за кои што постои со традиција учебникарство во Македонија, значи тоа е голема штета нанесувате на образованието. Така, еве како е кога станува збор за вие сте професор по германски јазик. Велите немаме печатање на наши домашни учебници по германски јазик, увезуваме од странство. Застарена ли е таа програма? Како ги учите учениците германски јазик? Со какви проблеми вие се соочувате? Напротив, таа програма која што ние земаме е многу добра и многу напредна. Бидејќи, не знам дали знаете, Германија нема своја методика до 95-та година, Германија нема своја методика за деца, бидејќи германскиот јазик важи за јазик на техниката, така, а не на да речеме, не за потребите на
на учениците од најмала возраст за потребите на децата, но од 95 година Германија страшно напредува во таа сфера, така што веќе учебниците кои што ги има од 2011, 2015 и така натаму, тие се веќе многу добри. Зашто Германија има полоши резултати од Финска, Естонија и некои други скандинавски земји кога станува збор на ниво на Европа, тие PISA тестирања. Што им недостига на германците една паралела? На германците им недостига прво Министерство за образование на ниво на држава. Германија е сојузна држава која што е составена од 16 покрајни или сојузни држави. Така? Тие фактички немаат унифицирано Министерство за образование, туку имате една држава со повеќе образовни системи. И веројатно тука е проблемот кај германската страна, која што тој систем функционира едноставно многу добро, например во Баварија, но не би функционира, да речеме, во некоја друга покрајна. Северна Рајна Весфалија е доста богата, така што веројатно и таму би функционирало, но да речеме во некој, например, Бремен и Бремерхафен или Хамбург или Берлин не би функционирал така оптимално, така што тоа има своевидно влијание на, да речеме, на германското оценување во однос на PISA студијата. Но да не им го береме гајлето на германците, си имаме наши проблеми. Најдов едно друго истражување, холандска организација, истражување кога станува збор за основното и средно образование во земјите од Западен Балкан, поточно Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија. Во анализата стои дека еден од главните предизвици кога станува збор за основното образование во Македонија е тоа што успехот во учењето кај учениците е низок. Вие велите, уписната политика е прво нешто што треба да се менува, бидејќи евидентна е низ години, имаше и голем скандал пред неколку години со оние сите петки, како сите основци имаат петки, кои потоа не се петки и при тестирањата за упис во некои елитни скопски гимназии. Што друго недостига, еве само како инспирација, уште една констатација од ова холандско истражување, наставната програма е преоптоварена и неважна за локалната средина. Токму тоа е и проблемот кога следите оваа PISA студија, соодветно е дека она што го учите во наставната програма не ви е неопходно за оние животни ситуации. Значи PISA студијата тестира колку наученото може да го примените во животните ситуации. Например, имате задача да најдете најкратка маршрута од едно до друго место. Така што тоа е, нели, она типична ситуација, план на град, така, и вие да ја најдете најкратката патека за да стигнете. Тука е потребно знаење од повеќе области, од физика до... Сигурно, значи тука имате интегрирано знаење. Она што реално вие сте го научили, например, ние имаме среќа во германските учебници, кога ги имаме дека ги има тие компоненти. Значи кои што се следат, бидејќи добиваме такви. Но реално ви велам, ова што се случува во образованието во основа е последица на не само на лошите наставни програми, туку и на неквалитетните учебници. Бидејќи реално има учебници кои што содржат во себе материјални грешки, вие знаете, дел од нив беа повлечени. Албанија ни стана источен сосед. Има, значи тоа се материјални грешки, значи во учебникот може да има некаква грешка да се појави, но не смее да се појави материјална грешка. Сега, ако имате материјални грешки во учебниците, тоа е проблем, а по законот во Македонија, независно што се зборува, вие имате наставна програма која што мора да ја следите, но законот за учебници дефинира дека основно средство за учење во наставата е учебникот. Значи прво мора да имате добар учебник, па потоа се друго. И исто така една суштинска работа, тоа е, значи, да има соодветна обука, да речеме, за наставниот кадар кој што континуирано мора да се обучува во однос на овие реформи. Реформата мора да го следи тоа. Еве што велат холанѓаните во однос на тоа, се осврнуваат прво со критика и за екстерното тестирање кое беше применувано од 2013 до 2017. Констатираат истражувачите дека тоа не успеало да ги поправи резултатите кога станува збор за пообразовани ученици, туку го пренасочило фокусот на учење од професори, го сменило во помнење информации наместо основно разбирање и генерална логика. Она што е спротивно на PISA тестирањето. Да. Се вели дека она што го екстерното тестирање беше еден квиз тест на кој што вие само одговарате, нели, со штиклирање на точниот одговор. Тоа не соодветствува со барањата на наставата, бидејќи барањата на наставата се многу поразлични од еден квиз тест.
Ја спомнавте квалитетот на учебниците кои треба да се поправи и проблемот кога станува збор за професијата наставник или професор. Еве, вие сте професор по германски јазик и книжевност. Дали се чувствувате достоинствено во Македонија со вашата професија? Видите, наставниците во Македонија реално не се мотивирани. Зошто? Со ништо Што за ви недостига вам? Постои една работа која што кај нас се вика урамниловка. Тоа значи дека независно вие дали работите или се ангажирате, независно од тоа вие ќе земете иста плата со другиот кој што само си ја работи својата работа. Значи учествата на меѓународни надпревари, да речеме, учествата во проекти, и така натаму, сите тие дополнителни ангажмани на наставникот воопшто не се вреднуваат со ништо. Тоа ја прави неатрактивна професијата наставник професор? Не ја прави неатрактивна, туку ја прави демотивирачка. Знаете како ќе речете, видите, јас се ангажирам, меѓутоа не добивам никакво признание за својата работа. Значи нас ни се случи, еве имавме трета награда во Јапонија, значи на светски надпревар на Обединети нации, Министерството едноставно со ништо не награди, туку напротив не одби. Сметајќи дека тоа не било, бидејќи во услови на пандемија учествувавме, сметајќи дека сме учествувале онлайн и дека тоа е несоодветно Министерството да не го прифаќа, знаете. Едно друго истражување на Светската банка кога станува збор за секторот образование покажува дека годишно во надградба на наставниот кадар, професорите и наставниците се инвестира во Македонија само 3,5 евра по наставник. Тоа е трагично. Веројатно го чувствувате тоа како кога работите веќе толку години, толку време, значи ние соодветно јас кога сум почнал да работам, значи германската страна многу вложуваше во професионалниот развој Македонија, во професионалниот развој на наставниците. Бидејќи тогаш во тоа време кога јас студирав универзитетот Кирил и Методија, односно катедрата по германски јазик се очуваше со недостиг на кадар. Кадар кој што можеше да се носи од универзитетот од Белград, од Загреб и така натаму за да предаваат соодветни предмети. Во Македонија немаше кадар. Германската страна се заложи да помогне во таа сфера и навистина тоа даде видливи резултати во изминативе 20-30 години. Значи имавме македонски ученици кои што на две европски олимпијади освоја сребрен медал и бронзен медал, дури екипно во тие категории. Така што имавме огромни резултати за процес кој што воопшто јазикот до некаде до 2001 година воопшто не бил не бил масовен. Германскиот јазик не се учел масовно во училиште. И сега кога зборувате за неатрактивноста и демотивираноста на луѓето од вашата професија и малкуте пари, малата сума која се инвестира во нивна професионална надградба, не спомнавте и партизацијата со години, односно политизацијата што му се прави на образованието, не само бројот на министри што го спомнавме, туку и вработувањето на партиски кадри и несоодветен и недокрешколувани обучен кадар. Има една диспропорција, односно обратно пропорционално се движи бројот на запишани ученици и нови ученици и растот на ученици со растот на вработени во образованието. На секои 15 деца помалку годишно, по еден наставник нов се вработува. Како го коментирате тоа? Имате чувство дека се вработуваат заслужни партиски кадри наместо квалитетни наставници професор? Јас мислам дека како што трнали работиве во образование, дека се помалку ќе се вработуваат, ако веќе имало вработување на партиски кадри, дека се помалку ќе се вработуваат бидејќи наставници, бидејќи се помалку луѓе се одлучуваат да работат во образование. Зошто ако веќе имало, немало ли? Во образование. Не можам да тврдам бидејќи јас не сум вработен по таа линија како дефицитарен кадар во Македонија. Ниту па знам дека по мојот предмет или еве ќе ви кажам едно 5-6 предмети каде што немало шанси. Мислам бидејќи има не знам само тројца луѓе што чекаат на биро за вработување, така да речам дека е толку малку. Германисти зборувате? Зборувам за германски, за информатика, зборувам за математика, сега ќе биде математика, физика, биологија, веќе се јавува, не се јавува недостиг на кадар, него се јавува луѓе кои што не сакаат да работат во образование. Независно тие што чекаат на биро, туку се повеќе. Тоа е затоа што обврските се премногу големи и очекувањата се премногу големи, да речеме и на родителите и на општеството, она што го очекуваат од резултатите кои што треба да ги покажат наставниците. Сепак
значи училиштето е нешто што може да ве научи, но дома мора да биде тоа сето тоа совладано. Така што се повеќе Македонија ќе се соочува со недостиг на кадар, а веќе се јавува тој проблем бидејќи вие имате нели со ова со спојување на предмети, имате предмет кој што ви се вика природни науки, а ниеден факултет не обучува кадар да предава природни науки. Значи имате единствено што имате физика и математика, знаете оние што ги обучува педагошкиот факултет, да речеме подредени предмети или биологија и хемија. Така стасавме до новата концепција за основно образование на Министерството за образование и наука од 2021. Една од последните реформи, или јас ве прашав дали станува збор за реформи или импровизации, конкретен одговор не добив. Меѓутоа, ете, тоа беше последно што предвидува нели интегрирање на дел од наставните програми, па и учебници. Прво и четврто деление, па второ и пето, па трето и шесто. Застанавме, односно запревме минатата година по бурната реакција на наставниот кадар, кога требаше да се спојуваат некои предмети што можеби не се за спојување. Нели историја и општество се мешаат некои природните науки, биологија, хемија и физика во еден предмет. Можно ли е тоа кај нас, како тоа функционира во нормалните земји? Вака во основно училиште, значи во земјите реално не постои спојување на предмети. Да, во насочените средни училишта реално можеби постои потреба од спојување на одредени предмети, да речеме. Бидејќи сега не знам некој што учи машинство, него не знам колку ќе му треба таму сигурно ќе учи повеќе типови на математики, но сигурно нема да биде ставен толкав акцент на природните науки. И сега да речеме реално тука постои потреба од спојување, но таа се случува во средните училишта. А реално во основните училишта нема потреба од спојување на предмети, бидејќи реално постои потреба значи ниту Македонија обучува наставен кадар таков, за да може да предава таков тип на предмети, односно тоа се многу повеќе наликуваат на дисциплини отколку на предмети. Силни предизвици се ова кажува дека се исправени пред новата влада и новиот министер за образование што ќе дојде. Од се ова што го зборуваме и што го знаеме и живееме, на македонското образование му треба нова реформа, посеопфатна или сериозен ремонт? На македонското образование му треба ремонт. Значи целосен ремонт. Да, бидејќи реформи кои што за жал македонскиот образовен систем за ваков тип на реформа како што е последната, значи не е подготвен, ниту има соодветен кадар за тоа, ниту пак може да одговори на потребите на таквата реформа. Така што како што беше грешка екстерното тестирање, и оваа реформа е грешка затоа што не е подготвен реално системот. Значи потребна е системска реформа која што реално реформите во образованието не се случуваат за година, две, за 5, туку потребен е континуитет на едни реформи за да можеме. Ние ова многу добро сме го препишале од некои развиени земји, меѓутоа за жал едноставно не е применливо во нашиот образовен систем, затоа што првично проблем е кадрот, второ е проблем. Вие велите има вработување на наставници. Да, има вработување затоа што имате нови предмети кои што се појавуваат во образованието. Ако веќе има некоја стратегија, не ми е познато дали Министерството за образование има некоја проценка за 5 години. Не знам што ќе се случува во Македонија, како ќе биде со кадарот и со учениците, а веројатно треба да има, бидејќи има електронски систем кој што тоа може да го следи, особено со едневникот и со ЕМИС системот, кој што може тоа да го следи, веројатно има некаква проценка, ако не е на 5 години, е на 3 години, кој што може да излезе со такви податоци за да се види колку наставници ќе фалат во образованието и што ќе се случува. Ние имаме губење на паралелки. Професоре, да не звучи носталгично за некои дамнешни времиња, меѓутоа да имаше PISA тестирање во наше време, ќе кажам време од нас повозрастните, дали резултатите таму ќе беа подобри, дали нашата генерација која се образуваше во некои исто така транзицијски времиња, видовме распад на една држава па создавање на нова, ќе покажеше подобри резултати по овие 3 дисциплини сега, читање со разбирање, математика и природни науки? Ако на пример имаше тестирање PISA во 90-тите години или 80-тите години од минатиот век. Јас сум прилично сигурен затоа што програмите кои што беа тогаш беа оние останати од заедничката држава, значи имаше многу малку реално промени. И мислам дека резултатите ќе беа многу повисоки бидејќи образованието во основа беше ценета професија и наставниците беа мотивирани за работа, значи наставникот беше многу голем авторитет
во тоа општество и во тоа време, значи се гледаше многу поинаку на наставниците. Ќе бе веројатно поблиску до Словенија и Хрватска. Отколку сега. Тие го задржаа веројатно, тој нешто применија, задржаа од тие старите модели. Па еве, ова е многу видливо, значи напредувањето на Хрватска е многу видливо, така што резултатите Хрватска беше за Словенија. Јас колку што се сеќам во 90-тите години. За крај би ме прашал каков е интересот за учење германски јазик? Едно време беше втор по англискиот, во меѓувреме многу напредна францускиот, италијанскиот, шпанскиот јазик. Се даде можност поголема, порано држаа монопол на некој начин англискиот и германскиот. Каков е интересот кај новите генерации за изучување на германски јазик? Англискиот јазик, да се разбереме, во Македонија е прв јазик. Значи, учениците го учат од прво, дали не само што ќе влезат во школа. Тука нема дилема, бидејќи најзборуван. Англискиот е прв јазик, значи денеска ви велат англиски мора да знаете, но ти викаш што знаеш друго освен англиски. Сега, втора работа, значи, бидејќи економската соработка со Германија е многу голема, германскиот јазик има нормално зема замав. Да, бидејќи македонската економија е многу врзана. Да, меѓу првите 10 бизнис партнери на Македонија е Германија, така што сосема е логично да има зголемен интерес за изучување на германскиот јазик и тој да биде во подем. Значи се уште се такви трендовите. Трендот се уште држи дека германскиот јазик во однос на францускиот и во однос нормално на рускиот јазик, значи за италијанскиот не можеме да зборуваме бидејќи италијанскиот е воведен некаде 2015-2016 година, значи треба време да се види, меѓутоа реално италијанскиот го зборува една држава, само ако земете реално. Го спомнавте рускиот, како тука станува збор со бројките, како? Рускиот бележи надолна линија, ова е сосема нормално, меѓутоа во последно време колку што гледам има значи се јавува некаков зголемен интерес последниве 5 години. Кога станува и особено за руски и кинески, да, особено има. Кога станува збор за вашиот јазик што го предавате германскиот, дали се амбициозни децата, лесно го совладуваат или поамбициозни се родителите, па мислат дека се треба да се научи на час? Без работа дома. Родителите се многу амбициозни во однос германскиот, затоа што перспективата која што ја гледаат многу е за жал ја гледаат во однос на понатомошно школување. На иселување. На понатомошно школување, за иселување не секогаш еве јас сум се школувал во Германија, па сум се вратил назад. Така што зборуваме не само за иселување, туку за понатамошни можности за школување. Во Германија знаете има 40 универзитети. Што не е лошо ако знаењето стекнато во странство па го вратите дома и го пренесувате. Значи Германија има некои 40 универзитети кои што се квалитетни, кои што имаат квалитет и школувањето, значи студирањето е бесплатно во Германија. Така што од тие причини нели е атрактивна многу Германија. Има интерес, има зголемен интерес за понатомошно школување. Тоа не значи дека сите што се школува дека ќе останат таму, но зборуваме од таа гледна точка. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма и за благодарам за поканата.